на слушателите. Да, во вестникот Екран. И ми импонирало тоа што од 5 автори, оние кои се топ 5, нели? Тоа е импонирало, не? Да, тоа импонира, ќе ти преведам после, значи од 5 текстописи 4 се скопјани, само јас сум провинцијалец, може да замислиш, и во секој случај импонира тоа. Ако не знам што импонира. Значи ми прави кеф. Така да учиме. Учиме додека сме живи. Да. Забавна или народна? За жал, забавна многу малку. Работев нешто со Раде Рогожаров, малку пееше забавно на почетокот на својата кариера, испеа една моја песна и единствено интервали. Зошто забавна? Не затоа што луѓето од забавната фела не живеат во Струмица. Композиторите, забавната има повеќе пари. Знаете, од ова не се живее. Едноставно тоа стана моje хоби и се поретко пишувам, морам да признам, бидејќи едноставно и темите се истрошени, фестивалите веќе не се тоа што некогаш беа, не ми прави филинг сето тоа. Дали можеш да ни одвоиш некој текст, например некоја позната песна, да им откриеме на гледачите дека е токму од Ѓорги Калаџиев? Па јас сегогаш ќе ја одбрам она првата, значи првата која ме зарази и која ме внесе во тие води. Тоа е далечната 1993 година, значи помина еден трактор. Значи ти да си бил превозно средство, би бил трактор, да знаеш. Да. Ја што би бил? Ти тротинет. Добро. Вака, значи се случи тоа 93 година, повторно во минатиот век, кога познатиот македонски пејач, струмички пејач Перо Христов ми побара текст, вели знам дека ти пишуваш книги, пишуваш песни кои не се пеат, ама испробај си во таа. Поздравиме Перо Христов. Така, поздрав до Перо Христов и ми нарача еден текст, јас тоа го направив и стана на моје задоволство, на задоволство на Перо Христов и на сите оние кои ја сакаат убавата песна, стана не многу позната песна, туку антологиска песна. При многу избори на најубавите песни на сите времиња во Македонија, таа песна е во тие први 10, а таа песна е Нема живот Ангелино. Таа песна едноставно репер за добра песна во кој се склопуваат сите честички кои се неопходни за една добра песна. Значи таму автор на музиката е Тоден Овачевски, одличен автор, живее и работи во Австралија. Автор на текстот сум јас, а автор на аранжманот е најдобриот аранжер во Македонија Живо Инглишич, и тоа се убаво го спакува Перо Христов со неговиот извореден глас. Сте биле супер екипа. Малку да ни дадеш... Не, тоа такво... Не, сакаш да запеам? Тоа еднаш се обидов да го направам... Не, тоа никако нема да ви успее, затоа што јас еднаш пробав во спортската сала Парк. Во спортската сала Парк пробав да пеам со Оливер Драгоевич. Имаше концерт овде во Струмица и се договоривме, бидејќи бевме медиумски покровители на тој концерт. Му открив една мала тајна дека ја знам неговата песна, ги знам сите, бидејќи Оливер Драгоевич, додека се возевте во автомобил, го слушавте Оливер, омилен пеач ми е. Бевме медиумски покровители на неговиот концерт и при една средба со него во Скопје, заедно така, за своја душа испеавме Нема живот Ангелина. Ама јас оној дел на Борис Дворник кој вели: Ово Вања шторија о Надалини. Море да ви знате Надалину, а? Сва пуца од липоте. А јема е да вам право речен чај видит смантела биона и вечега мушкардејна динечова кога карај. Значи тој рецитаторскиот дел во песната требаше јас да го зборувам, а тој да продолжи да си пее. Ама тој ме зафркна на концертот и ми го стави микрофонот под уста и јас пуштив еден глас од кој се срамам и затоа последен пат и никогаш повеќе. Ајде да слушнеме малце. Ма јок, нема шанс. Добро. Господине Ѓорги Калаџиев, дали кога почнавте, спочна и тремата на почеток? Господине, значи сега збираш поеника и... Извини, Енимитев, извини, морам и кај тебе. Чичко. Нека така. Добро, Чичџоко, може Чичџоко. Да, мора да сум Чичко од едноставна причина што кога јас сум започнал да работам во ТВ Канал Виз, значи тоа е 91 година, официјално на 11 октомври,
Вие двајцата сте имале по 4 години, јас колку што знам. Така? Јас сум имал 4, тоа е бил веќе прво делење, ги знаам. О, така? Па чичко сум во секој случај, да. Нема врска. Нема врска, така. Нема врска, извините, сега не е убаво да го делиме тоа пред Така, пред гледачите. Да, и прашањето беше? Да, прашањето беше за тремата. Дали имаше тремата на почетокот и дали некогаш тремата те направила проблем? Никогаш. Може би делува... Нема ни позитивно. Јас едноставно не можам да ја оквалификувам тремата како што е тоа. Не знам. Тоа е можеби чудно, можеби е чудно, но јас едноставно сум оперисан од таа работа. Сум имал многу настапи, не само на телевизија, сум водел 20 на фестивали во Република Македонија, јавни настапи кои оделе преку сателит во целиот свет, директни настапи. Еве да ни го кажеш кој е тој оператор, за да можеме да им го пренесеме и на гледачите, затоа што сигурно имаат многумина проблем со тремата. Операторот ќе ги прашате мама и тато. Татот веќе не може, тој е покоен, ама мајка ми можеби, ја знае тајната, не знам до што е проблемот. Тоа е Значи, има некоја тајна сепак, во гените може. И има некоја тајна веза. А кога сме кнели, го спомна Оливер Драгоевич, освен Оливер Драгоевич да ни издвоиш уште некој така попознат. Интервју? И интервјуа кои ти оставиле неверојатен впечатлек. Значи, бидејќи Или некој гаф, на пример, од некој. на гаф можеби не можам да се сетам во моментот, меѓутоа су правил интервју со многу познати луѓе, веќе во Македонија сите што се алфа и омега во сите области, бидејќи ние во малите телевизии на почетокот бевме момци за се. Работевме и спорт, и политика, и култура, и здравство, и економија, иако за некои работи и сето тоа е шпанско село за нас. Јас признавам, кога треба да работам тема за економија, гледачите нека знаат, новинарите знаат се, ама и ништо не знаат на крајот на краишта. Еве, економијата е таа тема која јас е шпанско село за мене. Кога зборуваме за интервјуата, значи сум зборувал со луѓе од различни бранши, сум зборувал со луѓе кои се алфа и омега во сите бранши во Македонија, и политичари, и пеачи, и актери, и сликари, апсолутно сите. И многу личности надвор од Македонија, и ако направам некој избор на познати лица, многу добри интервјуа направени, тогаш тоа се прво од Македонија со сите политичари, од сите политички партии, вклучително со тројцата први председатели во Република Македонија, значи Киро Глигоров, Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Едноставно нема направено интервју со Ѓорги Иванов, и јас и тој сме Ѓорги, се надевам дека сепак ќе направиме едно интервју, да јас богатам таа колекција, инаку со луѓето од страна, значи Оливер. Ако ние, на пример, од страна. Да, вие ќе ми дојдете во емисија и јас надевам дека ќе влезете во таа колекција на омилени интервјуа. Немам што да облечам, јас кај тебе кој ги гледам сите се пицани емисија, ја не гледаш Не е И така. се со истата блуда сум речиси на сите емисии. Сега малце ги менувам. Може ли да се доискажам, да? Може. Извини. Од луѓето од страна, покрај Оливер Драгоевич, тука се Тереза Кесовија, Лепа Брена, Цеца Величковиќ Ражњатовиќ, беше мала кога ја качивме, имам неколку интервјуа со неа. Граѓаните оние постарите што се сеќаваат дека ја качивме горе на терасата на хотелот Есперанто и таму пееше на плейбек "То Мики то" и "Шта е то у твоим венама". Па луѓето од околните згради излегува, не може да верува дека тоа Цеца Величковиќ и излегува по околните згради на терасите за да ја видат Цеца во живо како изгледа. Еве, измислувам некои иновативни работи, значи почуваме сега ме има, сега ме нема, може ќе ме нема, а може ќе ме има. Многу зборувавме за вистинскиот пат, ама малку чепнавме за почетоците, многу малку чепнавме за почетоците. Како почнавте вие во еве сега кога се вратиме години наназад, временска една 91 да се вратиме повторно во 91. ментална временска машина, да се вратиме на вашите почетоци во ТВ Канал 2, тешки, лесни, какви беа? Беа многу интересни во секој случај. Ви реков дека, нели, таа 91 година во август месец тропнав на работите и останав до ден денеска. Месец-два работевме експериментално. На почетокот мислевме дека тоа само е игра, дека тоа ќе биде една само добра забава.
многу наскоро сватив. Дека нема да стане тоа што е денес. Да, едноставно не ја познававме работата на телевизијата. Јас работев во радио, ама сосема поинаква е работата. Мора да изгледаш и пристројно на телевизија, за разлика во радио може да бидеш и неизбричан, може да бидеш и на мајци, и на куси панталони, како и да е. Бициклистички, например. Така. Хубаво би било бициклист. Така. И беше интересно тоа што тогашните основачи на ТВ Канал Вис, газдите на ТВ Канал Вис, ќе ги спомнам во оваа прилика, Јанко Мицев, Васи Пеперевалиев и Илија Патаров. Поздрави ги. Да, ги поздравам. Јас го поздравам Илија Патаров и Јанко Мицев. Така. А јас мама и тато. За потребите на телевизијата, значи за тие почетни денови во телевизијата беа откупиле само една соба во хотелот Есперанто. И можете да замислите во една соба како тоа изгледа да се прави телевизија, и техниката е тука, и студиото, се на едно место. И имавме интересна оса позади вас, па јас сега се обидам. Блага ни е крвта, Сол. И вака, значи беше интересно тоа што и тогаш имавме емисии во живо со гости, беше многу интересно, бевме ентузијасти големи и со од ништо нешто правевме. Значи бевме ентузијасти и работевме со многу љубов и беше интересно тоа што да кажеме оди емисија во живо, гости се тука, а се слушаат видеорекордерите и касетите како штракаат, нели, тоаш немаше нема современата техника, беше тоа се на касети, на ВХС рекордери, на СВХС, и тоа штракаше, па техничарот може да кашля, зимно време ќе ти дојде, па настина човекот па кашля и тоа се слуша во камера, ама беше симпатично, бевме чудо, бевме хит во градот. Дотогаш во Струмица, струмичани глеdaa само македонска телевизија. Ништо друго немаше. Се залюбија најмногу во тебе. Се разбира дека беше така, нели, доле беа кафулињата, јас кога ќе излезев на тераса на хотелот Есперанто и сите гледаа нагоре. Се шегувам. Ти си бил како папата во Ватикан. Нешто слично, нешто слично. Се шегувам. Имате некои црти на Бенедикт? Исто. Значи беше многу интересно, потоа од ден на ден, од месец во месец, од година во година се ширевме и просторно, и кадровски, и технички, и станавме тоа што сме денес. Во почетокот работевме само 20 новинари. Првите, значи пионерите во телевизиското новинарство во Струмица бе јас и Наско Митров. Веројатно го знаете, тогаш водеше една интересна емисија Вис Хит Спот. И имаше нокна програма своја, бевме... Имаше една наградна игра, ние како деца ја пратевме таа со Nintendo. Тоа беше малку подоцна, значи бевме само 20 новинари и работевме се и спорт, и култура, и политика, се, и многу набаргу ни се приклучи некаде во декември месец и колешката Сузана Тасева, сегашен дописник на еден телевизија, беше долги години дел од нашата екипа и почна некои работи да добиваат со своја тежина да имаат. Секој почна да има свој ресор, да изгледаме попрофесионално и така се ширевме и така. Денес можете да замислите, ние бевме трета приватна телевизија во Македонија. Две пред нас имаше во Кавадарци и во Штип. Меѓутоа тие две не постојат сега. Значи ТВ Канал Вис е најстарата телевизија, приватна телевизија во Република Македонија. Тоа треба да го знаете и да ви е кеф што работите во оваа телевизија. И кеф ни е голем. Сега и малце може да завидите мојата рака. Дали има нешто што сакавте да им кажете на гледачите? На почетокот кажавме дека повикавме во нашата емисија да ве представиме во едно поинако светло како што ние ве доживеавме како наш уредник. Ова не е за качување поени, ова е навистина искрено. Значи пред тоа ве мислевме за една статична фигура која нонстоп ја гледаме на восочна. Не, да, восочната е статична. Англија во Лондон, како беше музеот Мадам Тисо има една ваква восочна фигура. Да, може би. Друго е кога човек те гледа на телевизиите доживеува, нели, како професионален новинар и темите кои што ги обработувате, друго е така да секојдневното, нели, комуницирање. Сакате нешто да кажам за крај? Значи за крај. Тоа што џвакам, почитувани гледачи, тоа не е моја желба. Јас си џвакав пред да ја почнеме оваа емисија да ја снимаме.
и тамам да ја фрлам, дечките ми велат не, ќе бидеш по-кул, значи слободно џваке. Значи ако мисливте дека сум некултурен, виновници се овие двајца. Она што сакам да го кажам на самиот крај, верувате во овие момчиња и гледајте моменти. Ви благодариме, господине Ѓорги Калаџиев. Останав без зборови и уште еднаш господина Ѓорги Калаџиев ми беше мило. Господине Ѓорги Калаџиев.